Претходно и колешката која што ја презентираше стратегија и колегата Битичи кој што како министер за економија ја иницирал, зборува за инклузија, односно за вклученост на сите во оваа стратегија. Јас сум прв мандат во ова собрание и не сум бил вклучен, но исто така, доколку би бил, апсолутно имам голем проблем со оваа стратегија и во многу нешта не се согласувам и мислам дека е историски промашена, методолошки неточна и идеолошки изгубена, да кажам. И ќе почнам со ред. Не знаев за она што беше кажано, дека стратегијата е правена на таков начин што се вклучени странски експерти, невладини организации, широки граѓански движења и слични работи. Тоа е еден типичен пристап на граѓанскиот сектор, односно она што ние пежоративно го нарекуваме NGO-ашки сектор, каде што доволно е само да се покаже вклученоста, инклузивноста за да се оправдаат парите од странските финансиери. Очигледно истата е ситуацијата и тука. Слушнавме кој ја финансирал стратегијата, така да сите овие методи на инклузија се токму заради тоа, а не заради тоа да биде подобра стратегијата. Документ како што е една стратегија за национален развој, особено од еден ваков период, треба сериозно да се размисли и треба сериозно одбрани луѓе да работат на незе, а не тоа да бидат собрани ојлевци-дојлевци и други институции кои што немаат врска со едни такви стратешки документи. Ќе забележам дека процесот на изработка на оваа стратегија очигледно доаѓа од констатација на сегашните состојби и проекција на иднината како сакаат да бидат во тие домени. Она клучно што недостасува во овој процес е ретроспективна анализа за да се види кои се причините зошто ние имаме такви состојби во тие стратешки домени како што ги дефинира самата стратегија, односно стратешки области, а и самото изразување, односно самиот речник за тие стратешки области е само желба на оние што ја изработиле стратегијата, а не констатација дека тоа се области за потоа внатре во нивниот домен да ги развиеме и да дојдеме до едно почитувано ниво, а тоа е, например, се вели дека стратешка област е социјален баланс и демографија. Значи имате социјална состојба и демографија, па после ќе сакаме да го постигнеме социјалниот баланс. Имаме дигитална и зелена економија. Значи имаме економија, па после ќе видиме дали ќе ја направиме дигитална и зелена или некаква друга. А вие имплицирате со самото тоа што ги дефинирате термините како сакате да биде. Таму и се гледа несериозноста на цела оваа стратегија. Например, како клучен фактор кој според стратегијата возможува просперитет, меѓу другите, наведена е и територијална организација и функционална децентрализација. А внатре никаде не е предвидена нова територијална организација, односно надминување на оваа сегашнава кој што е нефункционална територијална организација, затоа што е правена по джеримандеринг методи, односно етнички се поделени географските структури, а не географски и како економски целини. Тука едноставно како одговарале на одредени политички и етнички структури, така се поделени и затоа се нефункционални. И од каде тоа дека децентрализацијата е увек добра работа? Па ние видовме особено со градот Скопје, каде што тврдам дека му е итно потребна централизација, а не дополнителна децентрализација, дека после децентрализацијата ние имаме нефункционални општини и имаме особено загадени урбани средини. Оттаму децентрализацијата во стратегијава да ја вметнете како сама по себе добра вредност не е фер, не е ни точно и води кон погрешни политики и заклучоци. Стратегијата понатаму не ги допира клучни проблеми на државата, например, како што сега се соочува со губење на нејзиниот суверенитет и територијален интегритет особено, и особено унитарноста нејзина.
каква стратегија ние градиме, каде што во стратегијата имаме апологија на нашиот пат кон Европската Унија и нашето членство во НАТО. Значи, една стратегија треба да ги обмисли и околностите во кои тоа не е, во кои интеграцијата во Европската Унија не е можна. Зошто не е можна? Да ги видиме алтернативите. Такво нешто во стратегијата нема. Понатаму, вака по-конкретно, фокус на целата стратегија, особено во делот на економијата, е приватизација и странски инвестиции. Значи, ако од една страна сакате да имате јавен сектор, односно се пишува дека зајакнување на јавниот сектор, а од друга страна промовирате приватизација, тоа едно со друго не иде. Значи, обратно пропорционални се квалитетите што ќе се изродат на една или на друга страна. Ако имате повеќе приватизацијата, ќе имате многу послаб јавен сектор. Од тука сметам дека фокусот на приватизацијата и на странските инвестиции кој што е даден во оваа стратегија е тотално погрешен и дополнителна ќе доведе до дополнителна приватизација на ресурсите и на зависност на Република Македонија и енергетска, а и од УВОЗ. Имаме дефинирано нееднаквост и социјална правда, дека ќе се надминуваат тие проблеми, но се вика дека ќе се поттикнува предприемништвото преку јавни средства. Значи, вие, освен што самото предприемништво како такво, како приватно, вие поттикнувајќи го со јавни средства предприемништвото, вие едноставно го ослабувате јавниот сектор, односно останува недоволно средства за вложување во домените на јавниот сектор, како што се образованието, здравството, научните истражувања и слични многу поважни проблеми. Потоа се вели дека образованието ќе било, како го викаат она, пазарно ориентирано. Значи, ќе сме произведувале кадри за пазарот. Значи, ние нема да ги образоваме луѓето, нема да ги образоваме нашите деца, нашите студенти, туку ќе правиме работници за странските директни инвестиции, кои што се приоритет на оваа стратегија, и секако за индустријските капацитети на европските држави, кои што гледаме дека во последен период, поради нивните демографски проблеми, ние ги зимаат нашите кадри кои што патем се школувани на трошок на државата тука. И во оваа стратегија исто за тој проблем нема ништо, едноставно има апологија на Европската Унија и на приватниот сектор и особено на дополнителната приватизацијата и некаква си јавни приватни партнерства. Потоа имаме некакви иновацијски реформи кои што би требало да придонесат кон зелена и дигитална економија. Че јас искрено се сомневам дека ние ќе можеме било што да направиме во нашот начин дигитална економија, ние кога не можеме дури ни основни лични документи да ги извадиме по дигитален пат. Мислам дека стратегијава малце во овој поглед е дримерски направена, а не ги зема сегашните состојби и приоритети, значи приоритетите се погрешни, односно не погрешни, викам дека не треба зелена економија. Тука едноставно ние скокаме директно на она што е топ во светот моментално, на зелена економија, на дигитална економија, а ние не можеме да направиме еден функционален систем каде што личните документи ќе можеме да ги вадиме по дигитален пат. Од тука сметам дека малце се изместени приоритетите, од тука треба да се доработат истите. Се на се, очигледно е дека тоа е карактеристика на нашите институции, дека содржините во стратегиите остануваат исти низ времето на менување на сите влади, но политиките кои што се застапуваат таму се менуваат. Значи, ние имаме континуитет само во текстот на стратегиите и слични документи, тој истиот се повторува цело време, затоа што веројатно е препишан или од странски или од претходни документи некаков, а немаме никаква суштинска
суштински план за подобрување на работа. Благодарам.